Здраво, ова е 307-то издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален кратокоство за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е All of Us Strangers од Ендрю Хейг, во кој станува збор за сценаристот Адам, глумен од Ендрю Скот, кој во периодот додека се запознава со неговиот сосед со кој ќе ја сподели интимата, Хари, глумен од Пол Маскал, се препушта на навраќањето на спомените, ламентирајќи за родниот дом, пред да починат неговите родители во сообраќајна несреќа пред 30 години, искористувајќи ја можноста да им се обрати за проблематики со кои немал можност да разговара со нив. Како што можете да заклучите, има две наративни структури кои се преплетуваат наместо да се исклучуваат една со друга во делото, односно едната е иницијална каписла на другата. Средбата во реалноста со соседот Хари го иницира флешбекот назад во времето со помош на магичниот реализам, ретроспективно патешествие во кое возрастниот Адам ќе може да се соочи со родителите, како ќе се однесуваат со него на 11 годишна возраст, однесување кое ќе има последици во неговиот развој и раст како човек. Од друга страна пак, кој не би сакал, макар и да е накратко овозможено од страна на бујната имагинација, да се сретне со родителите кои ги нема повеќе и да се соочи со неодговорените прашања кои го мачат цел живот. Двајца неприфатеници од фамилијата споделуваат самотија во кулата од слонова коска, нивното прибежиште, иако во разрешницата дознаваме зошто се пресретнуваат исклучиво во станот на Адам, Неваре цело време бил со духот на Хари. Ако релативизираме доколку Адам го прифатеше првата ноќ, кога се појави на неговата врата Хари по премиерата, ќе беше се уште жив и ќе можеа да бидат заедно и да си ги спасат животите од убиствената осама, со оглед на тоа што никој, ама буквално никој не се погрижил да го најде неговото мртво тело освен Адам, што говори за тоа колку блиските биле незаинтересирани за него и еден странец кој се знае 10 минути со него има поголема грижа за него од блиските, кои си ги тераат животите без Хари во нив. За нив Хари бил одамна мртов, очигледно поради неговото отсуство и нивното немање интерес и грижа за него. Сепак, ова контемплирање на Адам е само конструкт на Хари и неговите родители, проекции и илуминации кои со халуцинаторниот, односно магичен реализам, го оплеменуваат Slice of Life филмот. Мора да се напомени и изолацијата и оддалеченоста од надворешниот свет на кој сведочиме од молчеливиот самотен перформанс на Скот пред да започне движењето низ лавиринтите низ иманентните пеколи. Се поврзува со Хари на рамниште на кое и двајцата малтене се неприфатени во домовите и таа нишка на обострано сочувствување ќе биде причинител за продлабочување на нивната интима. Секој има потреба да припаѓа некаде, односно да ја има таа поврзаност со родителите, доколку не е таа раскината од околностите се разбира, но постојачка е една контекстуализација во процесот на случајната суровост на семејствата, каде членовите несвесно со самите своји светогледи предизвикуваат неудобност на останатите. Таков е случајот да се биде геј во 80-тите под константна закана од сида и разбирливо е зошто мајката и таткото не би знаеле како да се однесуваат со таа констатација, ниту тој може да ги свати родителите на детски години, ниту тие имале можност да го погледнат каков возрастен човек испаднал од него, односно не ја добил поддршката, вниманието и разбирањето кои му фалеле од нив цел негов живот, редефинирајќи го нивниот однос во овој ретроактивен Back to the Future сегмент, меѓутоа во некое минато од паралелен универзум, каде ќе може да се направи меѓугенерацијскиот дискурс. Во прашање е имплицитен филм во кој со помош на суптилности се осликува самотијата, тагата, притисокот, очајот, носталгијата, прерогативи кои на еден или на друг начин придонесуваат на неможноста да се продолжи во животот напред. Погубно е да се живее во минатото и да се обземе еден лик со прекурсорите на неговата отуѓеност, со реимагинација која исто така го иницира неговиот детски страв, кој мора да се надмине за да се реобмисли и доразвие во комплетна возрастна персона. Општо важечка е констатацијата дека смртта на блиските, дали се родител или љубовник, остава празнина која не може да биде пополнета на ниту еден друг начин. Затоа во еден диалог се дава конотацијата на вонвременскиот опсег на еден губиток, односно времето не ги лечи сите рани. Некои се толку длабоки што може да го абсорбираат севкупното наше постоење. Родителите на Адам, глумени од Джейми Бел и Клер Фој,
како и самиот Хари, глумен од Пол Маскал, им приоѓаат на улогите занемарувајќи го нивниот неизбежен краен рок, не баре се радуваат што им се вратил дома или се журкаат со него и делат интима во минатото, како во случајот со Хари, кои глумат не баре се постојачки ликови во реалноста на Адам, што е правилен избор за да го занемариме нивното непостоење. Маскал и Скот непорекливо е дека ќе образуваат хемија за сплотување на нивните ликови пред камера. Своевидно влијание врз конципирањето на филмот има извршено и книгата Странци на Таичи Ямада, на која се базира филмот, исто така и на Обајаши од 1988 година The Discarnates. Сродност има и љубовната приказна со филмови од рангот на Orphanage, а во поглед на соочувањето на спомените поблизок е до The Eternal Daughter, A Ghost Story, After Sun, The Souvenir и останатите A24 филмови. Директорот на фотографија Джейми Ремси имал погодност да го сними филмот во скоп најшироко што може, и тоа во 35 мм филмска лента со Арикем, кој уловува прекрасни и интензивни бои во магичниот час во домот на осамениот Адам, но и полн колорит за време на забавите на ноќните клубови. Но штом се реконструира спомен, неизбежно е да се употреба топли бои од спектарот на гама, додека пак студените бои се резервирани за сегашноста во самотниот стан, околу кој металецот Ремси има наместено LED телевизори да ја симулираат и проектираат ноќта во градот. Джонатан Албертс е монтажерот кој е заложен за скокањето во времето напред и назад, а при тоа да не се застрани вниманието на гледачот и да се одржи континуитет на течението на дејствието, што е тешко за постигнување во еден ваков нехронолошки филм, каде реалноста и имагинацијата си ги заменуваат местата. Во толку многу скокање низ поимањата на постоењето, секогаш сегашноста во филмот ми изгледаше за миг поилузорна од минатото, посебно во премините кога корпус на спомени понираат во реалноста во овој филмски сон. Композиторката на Сензор, Емили Левинес Фарук, има заложение да ја озвучи самотијата и со помош на нејзината музика која одзвонува кај ликовите да биде транзитно средство помеѓу постоењата и универзумите, односно со нејзината амбиенталност да зазвучи на нешто разбирливо, но да има и нејаснотија во неа, како што реминесценциите си поигруваат со нивното поимање од наша страна. Сведочиме на постојани звучни бранувања, на плеснувања кои се аналогни на навирањето на сеќавањето во темелот на меланхоличните наличја на Адам. Нејзините вибрирачки ноти се верен придружник на самотната замисла на ликот. Композицијата The Power of Love од дамнешната итерација во емисијата Top of the Pops има значајна улога во филмот да ја истакне дефицитарноста на агенсот кој го разубавува животот и може да ги спаси животите пред се доколку веќе не е предоцен за тоа. Режисерот Ендру Хейк го сними својот најинтимистички филм од простата причина што родителите во делото ги снимаше во неговиот личен дом од детството, снимајќи филм за лик кој се навраќа на своето детство, што само по себе е автореферентно. Меѓутоа, овие екзистенцијални преиспитувања во ЛГБТ конвенциите ги негува уште од кратките филмови од почетокот на 2000-тите, односно уште во првиот краток филм Oil од 2003 година може да забележиме лик кој самува, кој венее низ домот и со помош на нарацијата може да ги наслушнеме спомените кои му паѓаат на памет за ликот кој го нема. Тенденција која е многу значајна корелација за неговиот најнов филм со корен стар 20 години. Неговата естетска преокупација со градење на емоционалните состави на ликовите и нивно доближување до гледачот ги тестира и во кратките Маркингс и Какуенга Булевард, а во краткиот 5 Miles Out си поигрува со парализирањето на средбата со едно момче со мисија да оди во пештера наспроти семејните предизвици во Coming of Age филмот, во кој со зумови се лови девојката пратена кај роднините во крајбрежниот град од 2009 година, истата година кога го снима долгометражното деби Greek Pit за момчето кое се забавува во ноќниот живот на Лондон и го нуди своето тело за пари, што не го радува неговиот дечко, филм кој исто така има навирање на божични спомени од детството на момчето, филм со кој за прв пат беше награден на Outfest. Во 2011 година го режира долгиот филм Weekend, во кој едно момче завршува со друго на затворање на ноќен клуб и од забава на една ноќ споделуваат светогледи и се развива нивната врска на обострано изненадување. Филмот кој го проби Ендру во светските рамки по премиерата и наградата од публиката на South by Southwest и бројните други фестивали. Од 2015 го сними 45 Years со Шарлот Ремплин, која глуми лик кој со сопругот треба да прослават 45 годишнина од бракот, но кога ќе дознае дека најдено е мртво тело од неговата поранешна љубовничка на Алпите, ќе
почне да се прашува кој е мажот со кој го поминала заедно животот, филм кој освои 2 сребрени мечки на Берлинале и една номинација за Оскар за Шарлот. Ендру во овој период започна да работи и на ТВ проекти како што е серијата Looking за тројца пријатели во Сан Франциско, а во 2017 го режираше Линон Пит, филм кој свесно пропушти да го рецензирам во видеологија затоа што во тој период го избрав The Rider на една режисерка која сите многу добро ја знаете, односно Клои Жао, филм кој имаше слична премиса и разработка со оглед на тоа што и двата беа за спријателувањето на младо момче со коњите, со тоа што Линон Пит беше награден на Венецискиот филмски фестивал, а пред снимањето на новиот филм режираше епизоди од научно-фантастичната серија The OA и авантуристичката серија The North Water. Најсилната страна од филмографијата на Ендру се градењето на емоционалните поврзаности на ликовите со нивната споделена интима, која дополнително ја испреплеткува, но и конвергира нивната симбиотска врска, патејќи од тегобите и недореченостите закопани во минатото, наративни аспекти кои се рафинирани во новиот филм. Сентиментален и тактилен квир филм, каде емоциите не се кажуваат, туку треба да ги воочи гледачот, што значи дека иницијално ќе бидат одбиени гледачите кои не сакаат да продрат во интимата на овие самотни ликови, а вниманието ќе го загубат тие што нема да имаат трпение за константните скокови во минатото и сегашност. Има една инфантилна потреба за прифаќање од родителите, која кулминира со нагласена патетична глума и реплики во кои се прифаќа Адам и неговата сексуална определба, меѓутоа тој наративен диабетис се компензира со неизбежното прекратување на средбата во хипотетичкото минато. Филмот ја имаше својата премиера на Telluride, а потоа се прикажа на фестивалите во Нью Йорк, Beyond, BFI, Атина, Чикаго, Рио, EFI Стокхолм, Белградскиот фест, беше номиниран за сите можни награди за Готами, Сателити, BAFTA, Globus и Independent Spirit, но не освои ништо, барем не на тие кои се одржаа досега, нема номинација за Оскар, а и да имаше ќе беше во функција на пополнување на место во петорката, за да понуди диверзитет, кој ќе биде препознаен од филмските академии и издруженија, меѓутоа нема да биде награден во споредба со останатите. Филм 4 и Searchlight на поранешно Fox се дистрибутери на филмот. Онеричен филм за лик кој самува, оддалечен од светот, во неговата бетонска кула во денешен Лондон, растргнат од евоцирани спомени од непроменливото минато, далечно и блиско, сеќавања кои се фундаментален причинител за неговата неможност да проложи понатаму во животот. Филм за потребата од поддршка и место за припаѓање во сопствениот дом, без која ќе останеме неповрзани и со себе си и со светот. Ако морам да го евалуирам, All of Us Strangers од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 307-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и поснатите рецензии на виртуелната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!